Здраво, стрелци, добро дојдовте. Јајде да видиме каков ќе биде декември за вас. Подсетувам, ова се генерални тарот предвидувања, се однесуваат на многу од вас, на сите вие што сте родени во знакот на Стрелец, подзнак Стрелец, месечина во Стрелец и така натаму. Значи голем број од вас и не може сите исто да ги доживеете нештата. Некои работи за некои нема ништо да значат, некои работи за некои од вас ќе бидат одложени. Затоа што знаат работите да се одложат, штом пораката дошла до вас, таа чуле, можеби еден ден ќе видите ново иднина. Сепак нека се фокусираме на декември, периодот кој е пред нас, и пред да видиме што да очекувате, сакам само да ве подсетам повторно, доколку ви се допаѓа сето ова, лајкувајте, споделувајте, така полесно ќе стигнат пораките до оние до кои што треба да стигнат. Претплатете се, станете дел од сето ова, тоа навистина многу не значи. Сега што да очекувате во декември? Јас гледам дека некои стрелци многу добро знаат што да очекуваат во декември. И зошто велам добро знаат? Затоа што тие донеле една голема одлука. Вие, некои од вас стрелците, сте донеле одлука да престанете со чекање, да заврши сето тоа и да ги земете работите во свој раце. Односно, да станете креатори на својата судбина и иднина. И, откако сте донесле таа одлука, вие сте го пронашле и начинот како да дојдете до сето она кое ви е потребно. Имате некакви планови и цели, целите кон нешто вие, и потребен ви бил начин како да дојдете до тоа и сте го пронашле. Ова е веќе завршено, сте го пронашле и сега сте во една многу убава состојба. Пред се емоционална, емотивно убава состојба, спокојна, мирна состојба на задоволство. И правејќи го ова што ќе го правите за да дојдете до целта, вие ќе дојдете во една друга нова состојба која е уште поубава од она во која сте сега. Значи многу поубава. Во таа состојба не само емотивниот дел, туку секој друг што е засегнат во нештава е во идеална состојба, во идеален баланс, во мир, спокој, чувство на успех, на задоволство, на исполнетост. Вие имате за некои од вас стрелците целите кон некаков успех. Каков успех? Може би на работно место сакате вие да сработите нешто навистина големо да сработите, да направите, како би добиле некакви привилегии, некакви бенефиции, некакво покачување можеби, или за некои се работи, на некои значи станува збор за работата, кариерата, а некој од вас пак станува збор за емотивниот живот. Иако јас сметам дека ова се нешта поврзани со работата и кариерата, меѓутоа не го испуштаме моментот, емотивниот живот не го испуштаме, затоа што гледам дека доаѓаат многу љубовни пораки кон вас, многу љубовни стрели истрелани кон вас. Многу. И ова се моменти на радост, задоволство, среќа, сето ова вие го прифаќате. Досега можеби сте биле малку како се чувствувале малку отпор кон овие нешта, можеби од таму од каде доаѓаат, но сега некако ги прифаќате со радост, ги прифаќате со отворени раце, со отворено срце. За некои пак се сосема други нешта, целите кон нешто, можеби се само моменти, можеби се само вашата емотивна состојба, нешта кои се однесувале само лично на вас, тешко ви одело, сте биле изолирани, некако не можеле работите да се придвижат нанапред. Било еден тој долг процес, тежок процес, ова не било лесно, вие самите ова го правите. Сакате да излезете од таа состојба, сакате да дојдете до некаков успех, до некаква подобра состојба, емотивна, психичка, физичка, финансиска, каква и да е. И патот беше
за некои од вас стрелци морам да кажам пеколно тежок. Дури на моменти сте биле и како во некаква конфузија, како да сте имале чувство како да сте во некој филм, како да не е ова сето реално, како во некоја магла. Имало и такви моменти. Меѓутоа, сега во декември полека го чувствувате, можете да го помирисате, можете да го почувствувате некако она за кое се боревте толку долго време. Некој од вас уште нема во декември да стапнете на тоа тло на кое сакате да стапнете, значи тло под наводници, местото, човекот, состојбата, уште нема да стапнете во декември, меѓутоа ова сигурно ќе се случи. Оваа зима до пролетта ќе заврши во што и да сте вие влезени, што и да е оваа битка. И ќе застанете на врвот, ќе застанете цврсто, таму каде што сте тргнати ќе дојдете. Значи, зборувам преку метафора, каде што сте тргнати, зависи за што и да се работи. А некој од вас веќе и во декември апсолутно ќе бидете таму. Сега, за некои, ако е во љубовта, може би некоја шкорпија има голема улога во сето ова. Ве вознемирува тоа што не знаете дали се вистински чувствате на таа шкорпија. Морам да ви кажам дека да, вистински се, меѓутоа многу треба да се работи на сето тоа, некако како да не може да некој овде гледам како да не може да се ги искаже целосно своите чувства. Треба многу да работи, може би емоционално недостапна личност била целиот свој живот и сега треба кон вас да ги покаже тие чувства. Кажав ќе ги покаже, ќе направи, меѓутоа на моменти ќе се двумите дали се тоа вистински, дали е тоа само привремена заљубеност, некоја вистински се тоа чувства. Кажав, само треба уште многу да се работи, но ако доаѓа некаква шкорпија во вашиот живот, не ја одбивајте, прифатете ја со расширени раце, како што кажав претходно, како и некои други од вас што ќе ги прифаќаат работите, дури и вие што се колебате, прифатете го ова со расширени раце. А некој од вас пак сакате само нешто да заврши и потребни ви се промени. Тоа се само нешта од или емотивниот живот, или вашиот личен живот, вашиот личен изглед, сакате да промените нешто на вас. Може би бојата на косата, може би сакате имиджот да си го смените. Имате некаква потреба од промени и тоа ќе го правите вие во декември. Други стрелци, пак, некои други стрелци, ова е порака за повозрасните, затоа што сте повозрасни, кои имате веќе и внуци, вие ќе праќате пораки, ќе им кажувате нешто на вашите деца, на вашите внуци. Меѓутоа, многу треба да бидете внимателни во зборовите и пораките кои ги испраќате. Затоа што можете да ги вознемирите, можете да ги загрижите дека нешто не е добро, дека нешто не е во ред со вас. Затоа внимавајте многу на пораките кои ги испраќате, зборовите кои ги користите со децата, со внуците, за да не дојде до непотребни грижи, загрижувања, да не дојде до недоразбирање едноставно. Некои други стрелци, вие кои сте многу далеку од дома, или сте привремено отсутни од дома, треба да имате во предвид дека некој од домот споделува нешто со некој кој вие тоа не го одобрувате. Може би некој од вашите дома финансиски помага некаде каде што вие не би се согласиле дека треба да се помогне. Ке го дознаете тоа ако
поракава што е за вас, вие тоа што треба да го дознаете, кога го дознаете, може би ќе ве вознемири на моменти, меѓутоа не се ова никакви страшни работи кои не се решаваат, не грижите се. Имајте само на ум и не се вознемирувајте повеќе од потребното. Некои други стрелци пак, мислат дека животот е неправеден кон нив. Почнале премногу негативно да размислуваат, сте станале песимисти, апсолутно, значи апсолутно песимисти, нихилисти. Вие веќе не верувате во иднината, веќе не верувате дека нешто убаво може да ви се случи. И пракава овде за вас дека, значи, морате, како знаете, умеете да почнете да ги менувате мислите, чувствата, затоа што ова не ве носи во една добра состојба, нема да ве однесе. Затоа морате да најдете начин како да излезете од овој песимизам во кој сте потонале, и тоа ќе го направите не со овие мисли, ова што се повторува во вашиот ум, овие зборови, ова што го слушате, вие постојано во главата слушате дека животот е нефер кон вас, вие како да се борите со некое замислено суштество, зло суштество кое само сака да ви наштети, ве чува во состојба на тага, осаменост, очај. Престанете со тие мисли, престанете. И овде има една порака за вас, љубовта е одговор на се. Значи, преку љубовта можете да излезете од оваа ситуација. Како преку љубовта, така што ќе почнете да правите нешто што ќе ја разводат љубовта во вас. И не зборувам само за љубов помеѓу маж и жена, љубов може да биде кон некакво хоби, кон милениче, кон буквално било што. Значи, се она што ја буди љубовта, чувството на љубов во вас, тоа да го правите и така ќе излезете од оваа ситуација. И уште некои од вас пак гледам дека вие кои сте повозрасни исто така, кои децата веќе имаат свој живот, го напуштиле домот, може би само се средношколци, студенти заминале некаде, вие во декември ќе се чувствувате така некако како меланхолични, натажени, ќе ви недостигаат децата, но тоа се само моменти, ништо страшно. И, драги стрелци, јас се надевам дека ќе најдете нешто од ова што ќе ви послужи, ќе ви биде од корист, и до следното, чао.